Апелацискиот суд ги одби сите жалби на специјалното јавно обвинителство за определување притвор на обвинетите во предметот Титаник. Судот не им даде притвори, а ги одби жалбите на обвинетите да им се вратат пасошите. На слобода, но без пасоши остануваат поранешниот премиер и актуелен председател на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киевски, поранешниот шеф на кабинетот на Груевски Мартин Протугер и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски. На овие решенија странките немаат право на жалба. Во апелацискиот суд денеска беше разгледана жалбата на поранешната министерка за култура Елизабета Камчевска-Милевска, обвинета во предметот тендери, во која таа и уште две лица се товарат за злоупотреба на службената положба и овластување. За екс-министерката и за второ обвинетиот во предметот тендери се бара притвор, а за трето обвинетиот само одземање на пасошот. Екс-министерката за култура е првоосомничена во случајот за малверзации со тендерот за извршување градежни работи во музеот на ВМРО од проектот Скопје 2014, со што буџетот според специјалното јавно обвинителство бил оштетен за речиси 54 милиони денари. Обвинителот Бубевски повтори дека СЈО бара притвор за Камчевска-Милевска. Одбраната и ние ги соочивме аргументите, сметаме дека се уште постојат причините во овој момент против првите две кои што денеска ги имавме јавни седници, обвинетите во првите два случаја да биде определена најстрога мерка. Тоа не значи дека таа мерка треба да обстојува. Ако се појават околности кои што влијаат за поинаква мерка, меѓутоа во овој момент специјалното обвинителство сенеше дека мора да биде определена ваква мерка. Обвинетата пред судот рече дека е изненадена од барањето за притвор и од одлуката на првостепениот суд за одземање на пасошот. Навистина сум многу изненадена од мерките кои што се приложени од страна на специјалното јавно обвинителство, бидејќи не постои ниту причина, ни најмала што се вели, ни момент кој што води во насока на попречување на самата постапка, бидејќи секогаш уредно сум се јавувала на поканите на специјалното јавно обвинителство. Никогаш не се случило да некоја покана биде оправдана со некое моје патување и така натака. Секогаш представниците на специјалното јавно обвинителство биле примени лично од мене во мојот кабинет, додека сум ја вршела функцијата министер за култура. Јас лично сум ги примала, така да потоа биле проследени до соодветните надлежни раководители кои што ги бараат за некој си материјал. Уредно била доставувана целокупна документација и они кога побарали, кога имало некое барање во рок, така да секогаш сум била присутна и секогаш сум одговарала на барањата на специјалното јавно обвинителство. Камчевска-Милевска рече дека се гордее на македонската култура и уметност. Таа ги достави до судиите сите покани за гостување од министри и странски делегации. Рече дека нема двојно државјанство. Елизабета Камчевска-Милевска пред судот рече и дека не поседува сметки и имот во други држави.